Членовите на училишниот спортски клуб во карате при основното училиште Гоце Делчев во Гостивар вчера вечер го имаа првото полагање за појаси. Клубот е мултиетнички, функционира од октомври и во него членуваат 60 деца на возраст од 4 до 18 години. Формиран е во рамки на проектот за училишни спортски клубови, поддржан од Министерството за образование, Агенцијата за млади и спорт и локалните самоуправи. Главната цел на училишните спортски клубови е масовното ангажирање, спортување, посебно на учениците, во основното образование со цел спречување и корекција на телесните деформитети. Она што училишниот спорт може да го направи во воспитување на младите, не може да го направат многу други форми на воспитно-образовниот процес, па поради тоа училишниот спортски клуб треба да помага и да се развива и организира така што учениците кои што имаат желба и афинитет кон спортот да бидат активирани и опфатени во овој проект. Младите каратисти за појас полагаа пред карате мајсторот Живко Дракуловски, претседател на Македонската Шотокан и на Балканската карате федерација. На секои 4 години каратето влага во најтесен избор да влезе на Олимпијада. Сега мислиме дека конечно во Јапонија 2020 година каратето ќе влезе како олимписки спорт. Најново е дека веќе влезе на Европската олимпијада и беше вако, а Балканот и Македонија се една од земјите кои се најголеми успеси во светот. Тренинзите на училишниот клуб на ОУ Гоце Делчев се одржуваат 3 пати неделно и се бесплатни. Тренинзите се бесплатни, така што секој може да стане член и да се запише без никаков месечен надоместок, значи нема месечна членарина. Сето тоа благодарение на поддршката од локалната самоуправа, односно општината, училиштето и спонзорствата од компаниите кои што се пријатели на нашиот училишен спортски клуб. Клубот е отворен за сите деца кои се љубители на каратето и ги покануваме воедно и сите заинтересирани да дојдат, да не посетат, да станат членови на нашиот училишен спортски клуб. Тренери во карате клубот покрај Габриела Ангелковска се и Душан Ангелковски и Катерина Богдановска.